Вие го следите новото издание на подкастот Сана на ти. Денеска во студиото за прв пат откако го снимам подкастот имам двајца гости. Се работи за едно интересно дуо на музичари кои што многу добро ги знаете, особено актуелни и популарни последнава година и активни. Дупер ги имаме во студиото. Илчо и Борис, добре дојдовте. Браво. Јас сум Илчо. Илчо си ти? Да, он е Борис. Он е Борис. Па така беше, Илчо и Борис. Со камерите веројатно ќе потенцираме, па нема да ги збуниме толку. Кој ќе знае, Нема везе, од почеток мисла дека он пее, дека играше, највише. Леле, да, тој момент точно, сите мислат Ја дека ти мислам, си... уште мислам. Да, стоп. Па и распаднати сме кај некој Да, луѓе и дома. тоа, да. Лепрозно. Абе, тие уште постои? Не е добро. Има такви прашања. Добро, не е добро. Дечки, прво да ви честитам на последниот сингл. Супер успешен. Одлична песна, значи онака ја ставаат више порилови луѓето. Да, тоа е. Значи тоа е. Тоа е реперот. Тоа е реперот, толку. Ако видиш на стори или на рил. Убаво и да, не знам. Да, одлично. Вие сме срекни. Вие сте, тоа е битно, тоа е битно. Сега кога објавивме ние за Може, ти мене ми кажа дека има приказна текстот. А приказната е дека сме спремни за женење. Тоа е Тоа упозадина, е. да. Тоа сакав ти да го кажеш, ја да не го... Да не биде, да. Да не биде дека ти е време. Сам да не биде тие муабитите клишето. Ајде бе, Да. кога? Па кога, да. Уште тоа да се реши и против кога. Да. Зошто така? Добивате такви прашања често? Па сега да. Мислам, ја добивам. Не кога, него што е работава. Поише као, што е проблемот со тебе, да. Очигледно имаш проблем, Да, што ти очигледно имаш Илчо, ти проблем. добиваш такви прашања? Не, не, стварно, немам притисок од дома уопште, само Не од дома, од луѓе. Родни или Што, нај... кога ќе се не. женам, Да, ајде бе, што е работава, да не имаш проблем. не, па ние поише решивме уствари да си кажеме сами, кога ќе кажеш сам, нема Да. кој да ти каже било што, разбираш. Ние знаеме дека ни е време и уживајте. Манифестирам Да. се. Да. Добро, а кој одлучува тоа кога е време? Обштеството? Господ Бог. Не може. Судбината, појмнам. Негде е запишано, нели? Добро, битно е дека вие сте спремни да влезете, да направите таков чекар, стварно? Не, само песната е таква, не сме спремни уште сега. Што знам? Ја ако сретнам, Борис тоа е- е тоа, да, Да, подпишувам видиш, го. Борис е спремен. Па да, па тоа е добро. Добро. Мислам, Илчо, не, ти по-несериозно делуваш. да, Готово, знам. одма друг пристап кон тебе ќе имам. Сериозните муабети со Борис со тебе малце потака. Окей. За видеоигри. Играте видеоигри? Геймери? Да. Сега не е толку, ама порано игравме многу. Исто. И? Ја FIFA играв многу. Мислам, Добро. тоа не го рачунато гейминг, Добро. зашто е спорт, ама Си, тоа таму изгубив или инвестирав Да, технички. да. Голем дел од живот. Па да, па е На инвестиција. турнири јам освајано. Стварно? Да, со брат ми идевме. А Уу. еден турнир освоивме. У Одак со освоивме една играчница, 2 турнира, така да. Уи, Нема заебан. играчници. Полупрофесионално е. Да, да, готово. Ама играчници, бе. Е, Порано имаше интернет кафе. Ви Да. текнува? има уши. Да. Да, сега ми кажа колеги од работа. Другари на колеги од работа. Се собрале 40 годишњаци. Отишле 8 луѓе лан да играат. Сурфале И интернет. е, Не. Како ве така со телефони ве сега да постои уште тако нешто и да го посетуваат луѓе, мене ми е супер чудно. Ама добро, Македонија. не е некој бизнис што функционира. Али е Уносен. добро да го има. Да, да, да. Тоа е така, како Да. ентузијастички се прави. Као Да, музика. Као музика, да. Ајде вака кога почнавме гейминг и нешто такво играње. Да си играте видеоигри, малце. Да си игра. Ајде. Не, ајде, не знам колку ве познава публиката приватно и колку знае делови од вашето детство, какви деца сте биле. Какво дете беше Борис? Мало. Не. Какво дете? Мирно дете. Мирно Да. дете? Па и личиш дека си бил такво дете. Мирно дете, да. Илчо не бил Учев мирно. на време, цита Еј, петки. и- Да? Да. По тренези, по странски јазици. Тоа е. Она by the book. Да. А не- љубо од детство.
Добро, а бели правеше, знаеше да правиш бели, чим си бил мирен? Знаев, тешко? ама не правев. Ама не. Брат ми ги правеше и ја учев дека не е тоа начинот. Али генерално вака како убаво детство го памтиш? Прекрасно. Која населба си растану в Скопје? Карпош 1. На граница Карпош 2. Убава населба. Илчо ти? Ти беше малце по... Не, Не? уопште, не. Не сум бил, може да изгледам сега вака, ама не сум бил немирен. Не, мајка ми вика дека сум бил мирен, сестра ми е, например, многу по темпераментна. Едното е така, да, Да, обично. и плачеше цело време, тоа ми текнува, дека уште од мала и денес сега знае да закенкам малце за некој А работа. постара или помала? Помала. Помала, јас сум прво па машко. Да. И мирно дете викаш. Така ми викаа сега, ја не памтам, бели, не ми текнува, сум правил средно нешто, почнав да ми текнува ова или она да пробувам, ама Вие завршивте во исто средно, така? Да. Од таму се знаете, бевте во ист клас? не, бевме на крај уствари. Бевме на трети и четврта во И смер бевме. Ја дека бев француска, само нашиот не се смени. Сите други се смени. И ја имав само часови некои со него. Така нека комбинација. Тогаш се сближив. Како? Како си се препознат? Да, читав нешто дека ти си свирал виолина, Да. ти свираше Ја гитара. гитара. Глеј коки. Да, кој оригинал. Не споја за некој надпревар беше оркестар или нешто такво. И хор бевме заедно. Да. И ова беше добар изговор да не идеме на часови. Земи гитара, виолина од дома и треба вежбаме. Тоа Во е флаширана надпреварата. вода, така? Да. Да. Извини, морам да кажам. Како ја позна мене Па, ми Ја на- се свира. па на чешма одма се пијам цело позна. време. Стварно? И ти смета флаширана да ти донесеме? Не ми смета, не. Чисто ја препозна Да. дека не е од Извини, чешма. морам да Ова е некој талент. препознам флаширани води. Па нормално. И И свиравме и бегавме часови така, легално. И еве сме. двајцата немате никакво музичко образование? Имам нижо, Аха. завршив виолина. Аха, Ама аха. доста ми беше, таман ми даде као. Доста не и зошто не сакаше да продолжиш да се занимаваш професионално со ете инструменталист да си бил виолинист. Виолина само по себе бара многу вежбање. Ја. Јас не сум некој голем вежбач. И се убедив дека музиката доаѓа природно, не треба да биде вежбана. Се убедив. Така што да, пошто некако многу ми доаѓа и многу мал бев и ми одземаше многу време од Да. од денот Да. вежбам и не бев доволно добар, секако. Мислам положив све, ама не бев толку добар колку што беа останатите соученици. Да. И некако ми беше таман за да ме инспирира и ме насочи некако повеќе кон музиката, самата виолина и тоа вежбање, ама веројатно сакав да создавам музика. Кога си сешн артист или не знам во оркестар, повеќе свириш нешто што не е твое. Да. Тоа не ми се допаѓало. Тоа е за некои луѓе што се преталентирани, подобри од мене, музичар, мислам свирачи. Да. Ама мислам дека не беше за мене и добро избрав. Сепак, да. Не беше иновативно, со трзалица свираше виолина. Оу. Да. И добро звучеше тоа, така Да. пициката емоција, така да. Да. Ти фати во еден момент дека ги одделе музичарите од свирачите. Да, само сега да не се свати погрешно. Ги почитувам многу затоа што не станав јас тоа. Не знам да свирам ниту еден инструмент јас. Сега учам да свирам бубањ, например. Да. Ама и тоа што знаев на виолина го заборавив, пошто ми имаше некаков отпор во главата. Интересно ми е да чепнам, ама не ми се свиѓа одговорноста да го знам целосно, Да, знаеш. да. Интересно е да знаеш од све помалце нешто, ама ако го знаеш, скоро си имаш после некоја одговорност. Што прави терет, кој што не ми треба. Си имам и други, Да, си имам јас. Сакам, да, не ми треба тоа уопште. Не оптовари тоа. А пењево? Тоа не знам, не беше намерно никогаш. Не Да, знам бе, никако случајно. почна. Сум пел во основно хор, ама не беше да речам, сакам да бидам пеач како мал, сакам да бидам бубњар кога бев дете. И после тоа ми рекоа дека треба да свирам виолина и така продолжи. Кој ти рече? Од дома? Не, од дома сум имал поддршка, секогаш татко ми во кола ме тераше да држам ритам например на песни. Мајка ми нема конекција директна со музика, ама секогаш била
го гајала тоа кај мене. Да, Треба да да. идеш на музичко. Она ме убеди уствари да одам на музичко. Немаше да одам. Никогаш. Да. Така почна уствари. А иначе кој ми кажа јас сакав уствари да свирам бубањ на музичко и таму имаше како некои приемни часови кај што треба да испееш некоја песна што ја сакаш, пример, поточиња очиња пеев ми текнува. Да. И ја памтам, да не пеам сега. Не кореографија Да. После ти кажуваа таму за што си поеше, дали си за ова или за она. И валјда они ме заебаа. Бип. И окей. Ме зафркна. Ме Не сме на овде да се пцуе. Смее, се смее. Ова е Малку Слободен дигитален печат. простор. Слободен простор. Слободен, Пи, пи, пи. Се пцуја на капцуј. Па, Чим више, може. да. Борис, ти? Јас немам формално образование. Добро. Година дена часови ми држеше. Немаш формално музичко Музичка, образование. дека за музика. Со основа Да. Ми држеше часови инструктор по гитара Томи, мајка ми го најде во огласник. А не, добро, тоа е окей. Да. Како решаваш дека сакаш да свириш гитара? Не ме зошто мене не ми Тоа, текнало? моите ме прашале, сакаш ли? Да, ми купи една гитара, прсти ме болеа, се откажав. Добро. После Да, првите 2 гитари недели болат почнав прсивни. кај Дарко Тасев Дидан. И се враќав дома кај него свирам на убава гитара електрична, тоа Да. све меко, се враќам дома, свирам на пак на такви, на акустична, ама лоши жици имаше. Да. И пак се откажав. И полека некако пак фатив да свирам, така да не знам. Она нов relationship беше едно време. Да. Сега сме for life. Да. Сега готово. Да, Сега сега више цел тука си живот. у брак. Да, убрав се. Близо. Спремен сум, гледа. Спремен. Кажете ми, памтите моментот на првата песна која сте ја направила? Да, ја го памтам. периодот, да, сега денот баш не. Да, Не, денот, да. денот не, моментот, затоа реков периодот, начинот, како ви дојде да направите песна, чива Па беше као идејата? сите у соба. Знаеш, века на Андре 3000. Века сите големи ствари се прават у мали соби. Да, Да, и така беше и нашата. Со сај зареден и текст на англиски. Катастрофа. Ама нема врска, ето. Си чувате, си имате од тоа некој демо, нешто? Јас знам на памет како иде, ама вака немам снимка. Не знам. Има некои бе, негде забутани снимки, сигурно по стари телефони Ја или немам. у лаптоп. Да. Има чат пат ми искача Voice 1073 кој од чуја ми се што е. Јао нешто да. Стварно лега што снимки имаат на телефоните. Имаат. Да. Ама добро, па убаво е да се чуеш онака. Не, тоа мора, време. се заборава иначе. Да. И спомене, секако е спомен. Различно функционираш на тие години и сега, не дека сега вие нешто, не знам, Да. која дистанца е направена, меѓутоа различно функционираш. Као луѓе се развиваме, не па као музичари и така натаму. Да, боле функционира и ние имам голем скок у развојот, мислам, и како другари, ние пред се сме нели другари. Да. 100 пати сме ја ве кажам, нели? Си ја ве кажам. И односот расте, ама и сега сме малце поише скил имаме и во музика. Побрзо се филтрираат ствари, порано дремеш на едно исто. И после ќе испадне скроз нешто четврто што нема врска со тоа првото, сега побрзо се филтрираат. Искуство е. Да. Нема- Да, ма Да, така. мислам дека тоа процесот на одлучување се е побрз. Аха. Не треба да пробаш 15 звуци за да знаеш што одговара, Да, него одиш да. со одма у глава знаеш како треба да звучи. Интуитивно или рационално се тие? Рационални или интуитивни? Па двете се. Аха. Ја не икам многу да се забегува во леле да измислиме Аха. нешто, Добро. пошто по патот секој ќе измислиш нешто. Да. Кој ќе кажеш, усред песна и никој не го ставил таму, и автоматски Да. е нешто ново. Да. Ама не сум сега за дека треба да правиме некаква... Треба песната да се слуша. Ако не се слуша песната, за што ја правиме? Така е. И го имате сенсот онака, знаете кога правите песна, ова ќе биде добро. Па не знам дали ќе биде добра, ама си верувам ја, например, на одредени песни, дека ова има поголеми шанси да им се свига на поголем број на луѓе. Аха. И Ја сега- имам такви. Не е скроз до нас. Мислам, ние може да направиме Добро, све. да. Ама Да. може песната да не му се свија на никој.
Добро, ама знаеш како, добра песна ќе си го најде патот. Факт, само може не сега. Да. Треба време. Да, и тоа, и тоа, и да, тоа. ќе си го најде Треба патот, време. сигурно, да. Не, глупаво звучи затоа што правиме, например, нели, не стават у категорија на поп музика, така? Да. Сме поп. Добро. Ама нашиот поп не е таков, барем ја така мислам, не е трендинг поп као фаст фуд. Не. Нашиот поп сакаме да биде, барем ја сакам да биде нешто што чат пат кога ти се јаде ќе идеш да си го направиш и да си го јадеш, да не го јадеш само кога е тренд, знаеш, као Да, дека да. сега е тренд, не знам, Дубај чоклет. Да. Нашето е поише, не знам, карбонара. Чат пат е, цело време е добро. Да, ова дека лакто нетолерантни, а? Да. Како си викам, кватро формаджи, тоа не Кватро знам. форма, да. Така е. Добро, во однос на препознавањето на добра музика или не, тоа е нешто кое што веројатно се искача како артист од секој. Како порив, не знам, сакаш да направиш песна и ти доаѓа и ја правиш и излага некако добра или лоша, не се. Не сум твој тип. Добро. Песна која што стварно направи бум. М. Очекувавте дека ќе се случи до толку онака луѓево да се човече на свадби ја свират. Не, јас не очи. Он нешто имаше по позитивни мислења, ама јас не. Бев по-оптимистичен. Ама не, на свадба ти ја свирате, тоа е, мислам, Така. како крстозбор да те има. Скроз. Тоа е тоа, си победил. Да. Па мислам дека се врзува со ова, со decision making-от. Тоа што имавме брз decision making, ама пошто не ни знаевме за други опции. И правиш песна кој што знаеш. Да. И тоа е убаво зашто имаш само доверба во 10 финти што си ги научил со текот на годините и пробаш да ги искористиш сите една Да, песна. И мислам да. дека таа ги искористивме сите финти што ги знаевме. И тоа искочи како супер комбинација. Да. И тоа не ни може да се повтори, пошто не ни знаеме како сме го направиле, така да. Ама не ни треба да се Да. повтори, зошто би се повторувало. Добро е тоа што многу фино кажа, толку си добар колку што ти е добра последната песна. песна. Да, добро е што се случуваат нови и нови песни кои што исто така Да. се супер успешни сега. Да. Или Да. не може и глупо е у принципе да го бркате сега не сум твој тип. Си се затвараш само, Така. мислам тоа е, сум бил пример месец ден од тој филм да разглобам песната и да сватам зошто пример, не знам, рефренот се пее, Да. па овде има волко слово и после правиш песна и џабе, пошто е математички све. Да, И са да. супер е ти да пресметаш дека, не знам, треба после 2 строфи рефрен да дојде, Да, ама сега да. до толку да се навлага, треба и да осетиш музика, мислам. Да, Најубаво е да. кога се свири. Да. Инаку надвор од музиката, ти си поише оптимист или он? Он дефинитивно. Ја. Да. Да. Моето се вика реализам, ама песимизам го вика. У денешно време да си реалистичен, значи да си песимистичен. Па нема врска. Ја не верам во реализам. Нема, па секако е субјективна таа реалност, пошто е Добро, доаѓа од твое. кај него, па тоа викам. Да, И мојата оптимистичка реалност е не Добро. постои технички. Да, тоа е твое видување, твоја Да. перспектива во однос на работите. Меѓутоа, некогаш не можеш да избегаш од реалноста која што е таква каква што е. Па да, ама мора да се наклони или на негативната страна или на позитивната. Не мислам дека еден го знае одговорот како е, дека е толку објективен. У таа смисла, иначе го сваќам ја реализмот како дека е humble, дека е скромен. Да. Така го сваќам. Као дека не лета, што е супер. Тоа е, знаеш кај си удобен у тоа. Да. Тоа е супер. Добро, а условите во кои што живееме, што е тоа што ви пречи? Има некои работи кои што ви пречат? Обштествено Во дома? зборам. Мене не, на моите некад им смета. А лиштата која се на столче. Уште живеете Па уште малце, да. Добро. Јас сум добар, Ситно да. се број, да. Добро. Уствари, по колку години имате? 28. Тоа е сил. Па добро бе. Што бе време ти е? Не ми е време, ама така се одвиваат работите и Немал Да. девојка Да. одамна и сега мора да се стимулира малце. Пушти мо да, глас. да. Ако тоа е да таму работи.
куќа да земам. Да, може. Ај сега искрено да ми кажете, се менуваат работите откако сте популарни во однос на зборам девојки, љубов. И како не уше да не се менува, таман работа. Зашо почнавме да Па свириме? не, ама срамота е да не се менува. Пептен сме за нигде, значи. Не. Се менја, ама што знам, цел друга фаза сме живот. Мислам, ја барам. Да, да. Да. Некако сум барам нешто друго. Да. Или нешто конкретно. Нешто конкретно. Ова беше за невикната емисија. Ми го избегнавте прашањето што ви пречи во општеството Во наше. општеството. Да. Па мене ми смета дека нема срам некако такво чувство имам, како и недостаток на одговорност. Секој прави како мисли, па ако пројде, па овој се снашол, тоа кога ќе чуам се снашол, автоматски знам дека е нешто криминално или Да. не треба да знам. Така да такви некои работи многу ми сметаат. Друго, сегде исто. Не знам, не ми тек многу будали има по улица, не знам како секако гледам и луѓе што ги знаев некако се како пошандрцани, не знам, по алчни сме некако сите, немаме време, не ни се прави муавет, нели чет, ова она. И луѓе што ми биле блиски, веќе не ги осеќам блиски заради сите тие причини и некако треба ја да се навикнам на тоа. И да не збудалам успат. Пошто нели, како што кажа, ние сме веќе од друга возраст, кај што треба да сме возрастни и одговорни за други работи, ама некако се губат децата во околу нас. Не знам како да го кажам тоа. Значи, ние сме, предпоставувам, уште сме активни и сакаме да се создаваме затоа што некако го гаиме тоа дете што го викаат нели во нас. И сега колку и да се менуваш и колку да проаѓа време, некако треба пак да си ти. А све околу мене некои будали се, не знам, сите ми беа другари порано и некако се други вредности се. Дали некој се коцка, дали се дрогира. Знаеш, тие проблеми не ги решаваат у глава, ги решаваат надвор, некаде во светот го бараат решението и некако ми се гади, да. Може толеранција да ти е. Па и толеранцијата, ама и Тоа некако со тек на време. Не бе градиш вредности, бе, не ти е Да, се ама сам да кажам, порано си потолерантен за повеќе работи, ти кажеш, ај ќе скочиме, добро ќе си пројдеме, Да, тоа е да. тоа. И сега веќе си на некоја возраст кај што сваќаш ова ми се свига, ова не ми се свига Да. и Па тоа е тоа. секој треба да си го одбере својот пат. Да. Правите компромиси многу или не? се поредко. Се поред. Со бирани луѓе, не. Да, е тоа. И добро, како ги бираш луѓето? Илчо, како ги бираш? Не луѓето? знам. Што ти значи, бе, вака, еве, некој да ти биде пријател, што ти значи? Како ти, што значи за тебе пријател? Многу работи значат пријател, тоа треба да поминат години, не е туку така. Мислам, има конекции што се остваруваат така преку ноќ, ама често поминуваат и за ноќ. Ама не знам, пример, сакам да ме слуша некој, да ме праша нешто. Тоа 100 пати сме го збореле. Да. Знаеш, не можеш да збориш со некој што ти кажува само работи. Да. Што се исповеда, зборам и за возрастни луѓе сега. Да. Не како зборам над 40, 50, што треба да научиш нешто од нив. Мораш да ме слушнеш што сакам да кажам, нели? Некојаш. Мора да ме прашаш нешто битно, не можеш да си. Да. Тоа ми смета искрено кај емоционална некоја или социјална неинтелигенција. Јас можам да слушам цело време, ама некад морам и да кажам нешто. Да, па апсолутно, па. Не за да Ама- бидам битен, Конверзација. ама сега треба Не, да ама биде тоа е квит. дека луѓето не ги интересираат работи, а така го на тоа го сведувам. Ги интересира нивниот живот и ништо друго околу тоа. Тоа е изгубена колективот или дека ние живееме у заедница кај што Да. треба да се слушаме, помагаме и така натаму. И сега седам на кафе или на нешто и некој ќе се исклучи и не прави муавет. И сега што искачеш? Да. Иди си. Значи, Да. ако ништо не те интересира околу муаветот, тоа ми кажа дека не те интересира ни ја као човек, ни Да, темите, ни ништо. Нема потреба да си тука. Ти го губиме времето, у принцип. Е, сега тие работи, еве јас можам да направам повеќе разлика од некоја временска дистанца, не беа така порано. Нешто кое што го изремети тој момент,
таа комуникација, тоа поврзување меѓу луѓето се социјалните мрежи, Сигурно. сето тоа што се случува. Многу луѓе се подобри сега веќе младиве во куцкање отколку во живо кога комуницираат. Мора и двете да ги има сега, не може да стои човештво да не напредува. Така нека ги има За- апсолутно, ама не може да видам за мене е погрешно кога ќе видам дечиња, буквално деца, зборам се, не зборам млади луѓе како вас, него деца, излезени надвор да играат и они се седнати на клупа. Тоа е лудо. Значи не. Тоа е не, лудо. Тоа е малце до погрешно. мама и до тато, не е баш до нив. Уште го нека игра, не му давај телефон, нека ги искрши колината. Да не знае од кај му се модриците, буквално. Да. Тоа е тоа. Да. За тоа зборувам, инаку да, апсолутно, сите ние користиме и сите мора да сме во тек со се што се случува ново, таман работа сега. Ајде ќе ги фрлиме телефониве. Не може, зависен си. Да. Значи врзан си со професионално како и да е приватно, секако. Меѓутоа да не знаат да комуницираат, тука веќе е штетата направена. Па валја било целта првично за да се зголеми све тоа и комуникацијата и целта и да се намалат, нели? Сите бариери, ама малце на страна отиде, поише да. на други вредности. Паралелни светови се Да, скроз се паралелни светови. реалниот и виртуелниот, а тука ти се пред тебе се двата. Да. Сега ние правиме муавет и јас чатам под маса. Да. Е лудо малце, ама Да, скроз. може и тоа баланс да се најде за да функционира. Да, и може и мислам и дека мора веќе. Да, дека треба, да. Мора е зборот. Да, стварно. Добро. Дечки, сте имале некогаш проблем со стравови, со ментално здравје, било какви проблеми? Или не? Или психички сте биле секогаш? Страшно ми звучи како ќе се каже тоа ментално здравје, пошто Затоа пробав меко да го кажам као стравови, како ете така. па сигурно, несигурности. па ја мислам дека сите сме изградени врз основа на некои убави работи, некои травми во животот. Добро. Мислам на тоа се гради карактерот. Така Да. да у тоа има и стравови, и паники, стресови. Ама не мислам дека е тоа нешто Трагично. трагично. Не мислам дека одма е депресивно и ментално Не. здравје. Толку Мислам дека е многу- тоа Ментално здравје нема врска со Да, депресијата, е диагноза сериозна која што е обично многу така дека се злоупотребена. поврзува, дека Да, така се поврзува, да, иначе сме имале како. е. Да. Мислам, зборам и од онакви најглупи стравови, од гласен звук или од тесен простор, од висина, Темница. од темница, да. Така да. И тоа све се онакви, мислам, точно знам од кој период од детството ми е тоа. Ама па со тек на време тоа го проаѓаш, сега па има други, сега имаш стрес поише од колку стравови. Зашто имаш поише работи, поише одговорности, активности. Ама и тоа проаѓа. Да. Така да мислам дека дадена фаза од животот различни такви. Знаете да се себе анализирате и учест си правиш? Да, морам да, не никако не. За тоа зборев преска сакам да се надоврзам. Не се прави муавет на пример за тие работи, ако се дискутираат. Ако му кажам што мислам, отворено и искрено, ако сум доволно спремен, мислам дека нема да постои проблемот. Сега, не знам што не може да се реши. Не знам кој проблем стварно не може да биде, не знам, сега, некоја екстрема, сигурно нешто не можеме да смениме, ама мора активно само да се анализираме и да се локализираат проблемите едноставно. Кога се дискутира со некој што ти е близок, што го сакаш, можеш да си помогнеш. Да. А суштина и сам си нели најблизок. Со сестра ми тоа го зборам цело време дека морам малце време со себе да посвети. Она не е таква, јас многу ми треба тоа. Мислам, не мора ти да седиш и не знам да Добро пишуваш. да, јас. Сега, Да, секој различно. како да. се вика тоа, она која го пишуваат девојчиња, јас денеска Дневник. дневник, да, сега не мора до толку. Да. Ќе си најдеш начин, ама мора да имаш барем 2 сати од денот да се изнивелираш. Сам со себе, да. Да. Знаеш да бидеш критичен кон себе? Па да, некогаш и повеќе од што треба, најчесто е тоа, ама пак треба да седнеш и да речеш уживај сега, добро е ова, значи не се замарај толку. Да, Супер е. Не е секој толку отпорен, нели, на се. Да. Најкогаш е и потребно некој од надвор да му помогне, ама супер би било ако сите можеме нели сами на себе
да си помагаме. Зборам јас на мене и он на себе, не како меѓу себе. А тоа е другото да биде само плюс. Да. Ама нормално е, не е ништо страшно. Тоа што го кажа, он се слагам скроз, не е нешто трагично. Секој има проблеми. Да. Меѓутоа, знаеш како, важно ми е да вакви јавни личности како вас зборуваат за тоа за децата кои што ги ве гледаат да сватат дека не е страшно, дека сите ние сме поминале низ такви работи. И дека Ја дури мислам дека извини што те Да, прекнав. ајде. Не, продолжи. Сега кажи, не, тоа ми беше поедно и дека е фино да споделиш. Ете да си направиш муабет, дали ќе биде со дома, сестра, брат, родителите, кој да знаат дека е нормално и дека сите ние е нормално да го поминеме тој пат. Некако е дел од процесот. Повели. А тоа Заборев сега се. се надоврзам дека мислам дека прво треба да се решаваат и така проблеми тако. Прво да пробаш сам со себе, па со најблиските, со родители, со пријатели и така натаму, па тек после мислам дека се тие терапии и така натаму. Да. Мислам дека некогаш проблемот се решава и да се истрчаш само, а не одма да се забегува у ми треба терапија или не знам си што. Почекај 2-3 дена. Да, секој чудо 3 дена. Има работи проаѓаат, има работи треба да збориш со стручно лице и така натаму, ама многу од искуствата у принцип им се случиле на луѓето околу тебе. И доволно е само да чуеш мене ова ми се деси вака, пробај ова или види како ќе се осеќаш и ќе ти се реши проблем. Така мислам дека од таа страна на менталното здравје дека треба прво од себе, па Да. некоја хиерархија на на нештата. решавачи на проблеми. Па тоа е добро. ми текна сакав Ајде. ова да кажам пред искам Ајде. избег. За младиве демек не дека збориме. Мене ми беше многу тешко порано, мислев дека има чаре за све и дека кога ќе го решам тоа ќе нема ново. И уствари попаметно е да најдеш некој начин да функционираш ти отпорно и да знаеш да ги филтрираш стварите, отколку да очекуваш дека нема да има ништо, пошто цело време има нови ствари што сакаат да бидат решени и што ти пречат. Така што мислам дека е многу важно да не си толку тежок кон себе, да си малце отпорен и да се сакаш и да сватиш дека е нешто нормално. Тоа сега да кажам дека као систем е побитно тоа, него да не очекуваш да не заврне, нели тоа. Да, нормално. Да имаш чадо и цело тоа време. реализмот. Трам. Па полесно е така, да. Па добро, супер. Се борите со стереотипи? Мислам, дали се соочувате со стереотипи од типот на, не знам, они се музичари, ништо не прават. Уживаат, например. Еден од стереотипите. Уметници се они забегани се. Втор стереотип. Несвесно се борам со тоа, например, со формалното образование, пошто ми имаат прашано 50 пати дали имам, например. И мислам дека на луѓето уште не им е јасно дека не мора да имаш ти диплома за да правиш музика, зашто е креативна работа, како што не му треба див факултет на Кристијано Роналдо. Супер ако го има, ама Има див? па не знам, може има таму некој у Португалија. Дифал. Такви, мислам, сега не дека ми е тоа терет некако, ама сум се сретнал у поише ситуации кај што и тоа малце се гледа така, као демек, ама шо знае? Како бе? Да, не, нема врска. Еве, не знам, окей. Тоа е дел од стереотипите, да. Илчо ти? Ма не ми текнува сега у кој стереотип би можел да влезам, ете тоа со уметниците, не знам, ние се мачиме долго време искрено за да постигнеме нешто и инвестираме и финансиски, и емотивно, и временски за да еден ден во иднина ни се исплати да речеме да бидеме раат и да живееме од тоа што го сакаме. Не знам сега, секојаш има. За лоши коментари е лесно, секојаш има. Ти не знам што треба да направиш, не знам дали можеш нешто да направиш за да сите да се задоволнат тебе. Не е тоа толку лош коментар колку што е погрешно поимање на нештата. Значи сега, знаеш, те гледаат сега, имаш долга коса. Не си ти класично, знаеш, одма тоа е тој стереотип. Луѓето си прават погрешна представа само затоа што ти си музичар, имаш долга коса, се викаш вака или онака, не си од моите. Не си, не од нашите он. Он е чуден, он е различен.
За тоа зборам, не мора да е лоша критика, не мора да е лош коментар или хейт или нешто. Не, и да е хейт, ме повредува кога е навредливо нешто. Кога ќе навредиш некој, не сакај, ќе знаеш од немарност, така од... Например, многу ме вреѓа кога ќе ни кажат многу ми се свија ново песниче. Сега песничево нас ни е како детенце. Ме разбираш, мене ми е многу важно овие 3 минути во етеров што се наши се као бескрајни, буквално. Да. И сега ти да ми го направиш нешто такво ситно што проаѓа на радио, ми е тоа пример лично ме гаѓа, она како си викам, што е ова? А некој што го сакаше, ме разбираш? И сега не можам да влагам во дискусија дека треба. Тоа повеќе од немарност. Сега коментари на YouTube, како што ги кажав преска, тие будалите постојат секако. Од скриен профил ќе пише дебел си или имаш цвикери. Знам. Што ќе ми кажеш? Знам дека сум и тоа и тоа. Океј, уживај, не се замарај, знаем. Ама тоа на пример немарност многу повеќе може ме повреди него некоја таква будала што иде на кај работа и пишал дека сум дебел, океј. Сол. Уживај. Да. А инаку освен на еве вакви некои немарни работи од луѓе кои што ги сакате, знае да ве заболи неуспех? Например, не знам, правиш песна и не проаѓа. Мислам дека тоа кај нас двајца заврши од кога ќе излезе, во смисол да се сомневаш дали да извадиш или не, тука е сомнежата. Кога ќе излезе веќе тоа е. Не можеш да се замараш сега цело време со тоа. Малце и вештачко секирање. Па и кај мене другаче функционира од тоа преска што зборевме дека верувам дека некои песни подобро ќе пројдат. И обично не проаѓаат тие кои што се сомневам, така да автоматски очекувањата се подале за песната и али треба да излезе. Ја мислам дека и добро тоа што го правиме стилски, например ќе извадиме некоја поуметничка песна, пример може. Чудно ќе те гледат луѓето ако цело време вадиш радио песни, леле ова треба да успее. Изгледа како намерен хит да се направил, уствари ти си правил песна, ништо подалеку од тоа. Ама ова дава друга длабочина и можеш да кажеш други работи што чудно е да се слушнат на радио секој ден. Сега може многу по-лесна тема да речам за обичен слушател. Например на тие места треба текстот да го слуша па да видиш што значи змија на сон да се појави и такви работи. Спотот да го анализира. А па нас не е интересно што имаме многу песни, имаме и песни што пропаѓаат тоа што нема време да се извадат. Кога ќе собереме сила да извадиме некоја таква, ми е многу кеф. И дури да не пројде ми е за лична сатисфакција секако. Да, твое си. Ние не зависиме од музика, мислам. Ние сме прво Борис и Илчо, после сме Дупер, после све друго. Мислам, Дупер е дел од нашиот живот, ама не сме само ова. Така. Без затоа го правиме. Ние сме и другари, и посебни животи имаме и тоа е не знам како кажам. Као сега да играме фудбал секоја недела, не сме ние фудбалери само, него и фудбалери. Да. Така да и многу добро играме фудбал. Да. Играте фудбал? Слав. Не, ја бранам. Да. Не можам. Толку личиш. Него нормално. Добро бе. Не како може. Ајде. Да. Причете. Не, многу сум фатен во нозете. Тоа не, никад. Ич не ми иде фудбал. Поише со раце сум играл ракомет, тренирав и бокс, тоа ми било као супер. Да. Ракомет јаев многу кјуте, поише од него у бокс и затоа што кажам, вака кој играм со другари брано, што не знам да шутирам ништо. И ниф има проблем да ги мава топка. Да, не можам ја една шулонгета раката ми знаеш толку дека. Стварно, и те видиш имаш некоја таква. Не знам, ја не гледам да го одбранам голот, него себе да се одбранам и нема поента тоа да си на гол. Не сте за спортисти, дебели. Е па тоа. Не толку. Добро, слободното време со што го исполнувате најчесто? Шетате низ градов, што правите, дружите со колеги, идете по свирки? На тоа е највеќе. Да. На дружење. На искачање, на board games, на свирки, на настани. Мене на тоа ме се сведа слободното време. Мислам, не и прајање музика, ма тоа ми, не знам,
Цело време се, да, цело време се случува, не е. Да. Може сега да ти дое момент за текст да запишеш и Так. сега си работил или не. Да. Така Добро, тоа веќе е типично за уметниците, за оние што креираат, Да. музичарите, не свирачите. Да. Сега се стига да закачам. Да. Ке дојдам пак. Што сега да кажам, за ми избега прашањето, нешто. Со слободното време за Скопје. Да. Кои колеги ги почитувате и пратите? Сите колеги. Браво. Не сите сега. Сите ги пратиме. Добро. Почитуваме исто, а не Добро. сите ни се свиѓаат. Не ни се по Да. вкус, па јасно, Така е, нормално. тако е. Нормално. Да, респектот е многу битен. Не е исто што и вкус. Да. Да. И треба да се прави разлика активно за тоа, затоа што сите сме тука нели заедно и треба да си помагаме. А не да се да си префрламе нормално. Така е. Пошто не се исплати, така сме една рака луѓе овдека, па уште да се Да, неќеме. Добро, ај вака конкретно ќе бидам. На кој бенд, соло артист, небитно, би отишла на концерт? Па бевме на многу, на кој бевме? На Fiction бевме, на Двабона бевме, на Сладкар бевме, На Сладкар бевме. На Јас сум бил на сите, усвари, мислам од Тоша навака, буквално на Да. Тоша не на сум Каролина сум бил, Да, на да. Калиопи бев, на Нокаут сме биле 100 пати, на Суперхик сме биле, Супер. од новите на Фол сме биле, на Зимом, на Дади, таму на им гостувавме. да. Антонија Гиловски јам слуша на Значи сите. Добро, Да, ценам. така Со да- кого би друго прашање? Ја и тоа сакам Не да ми зборам, работеше тоа ми е прашање. тоа ми е тема што јас што приметувам кај нас е многу ретко доаѓаат луѓе од естрадата. На последниот концерт беше Александра Јанева Добро. и Тамара од Битола. Значи буквално Толку. сега може ќе пропуштам некој, ама Да, добро, јасно, ама. и што ми кажале после и супер беше. Ама многу ретко доаѓаат. И сега ај може некој се поклопува да свират Не, петок вие сабот. многу брзо ги продавате картите. Хе. Не знам, пак Шалам. у недела Да, дека треба немаш или у поддршка, среда да. или у вторник, некогаш Да. од сите настапи, некогаш можеш. Да. Абе чисто да видиш, ако не друго да видиш бе да Не проследиш мора ти се како другари, звучат. тоа ми е мојотот. Не мора ти Така се е. другари луѓето што свират. Ние кем ги слушавме. Да, Например, да. ја ги познавам вака од град, ама не, дека се дружиме сега Да, секој да, ден. И супер се. И Да. Луфтанза ги имам слушано и Занаду и Да, добри момци. Океј, сите, ама да. треба некојаш да отидеш и да слушнеш нешто Така е. нешто Абе, друго. ако некад не мора да доаѓаш. Не, нема врска сега, Не бе има да дојде. Абе, кој ги врати сега, ќе ги молам да дојдат, не доаѓај. Нема карта. Гитла. Ми е чудно што не доаѓаат. Да, тоа ми и е мене ми чудно. е чудно се слагам, А, ама што има? Не можам да сватам тоа, зошто се случи. Дали мислат дека тоа носи нешто за музиката нивна, дека не се врзуваат со тој што прави музика сега моментално, дека они ќе бидат различни, или едноставно не те перцепираат како дека постоиш уопшто дека правиш музика. Тој дел не можам да го сватам. Зашто како правиш музика ако не слушаш друга музика, тој момент не го сваќам. Да. Каква музика? Само апсолутно. своите песни си ги слушаш? Да. Не, тоа не го разбирам. Може не прават музика? Добре, пеат музика. Нешто да, се занимаваат со музика. Не може. Каде не лежи разбирам. зајаго цел ден? Тан. Тука негде. Мислам дека ги мрзи или не им се свија музика. Или не сваќаат дека треба да те подржат. Сумњаме до Добро, толку бе. да не им се свига музика. Да, Не, абе до толку Не не може, сега, бе. да. Нема врска, па. Па ти па да не идеш само на концерти што ти се свига Па музика. да, тоа ми беше мојавот, Колку не пати- дека... Ма јас сакам музика, јас сакам све да слушам. Тоа е Така. па тоа е. И идеш да чуеш нешто што не ти се свига и речеш ова е катастрофа. Да. Фала Богу добар сум. Нормално. Си викаш, ама Не видел пак, ама Да, идеш да. еднаш да видиш. Абе, е, некогаш слушаш мене ми се случувало. Идам на концерт на музика која што апсолутно не ја слушам и не би ја слушала Да. никогаш приватно. Ме интересира Да, како да. звучат, кој како свири, како се споиле енергијата на тоа е музиката, значи така. да ја доживееш момент. Збориме Буквално. за настапи. Јасно, Тоа е јасно. друго него да си пуштиш ти дома музика на YouTube. да, што да, сакаш. што сега слушаш, да. Така, али друго уживо кога ќе видиш како функционираат, како Ама и кај настап на пример, не знам, на изведувач што ми се свиѓа како звучи музиката, друго е кога ќе отидеш од настап до настап се разликува. Да. Јас сум бил на пејачи, музичари, свирачи.
Што ми се свига музиката, одам на настап, си викам, ова беше прелош концерт. Да, прелош. да, И окей. И ќе отидеш следен пат, ќе даеш втора шанса, трета шанса која да е. Така И добро ќе си пројдеш и си викаш, се случува, мислам, луѓе, тоа е шоу. Ама Не секоја како представа е не? добра умната или у драмски, Апсолутно, ама апсолутно. Јас Тоа е тоа. еден од бендовите кои што најмногу ги сакам од светски рамки збориме System of a Down. Пред некое време изгледав таков лош настап. тоа е. Толку Серч пееше толку фалшно. Ја бев онаква шокирана. О мај гад, што кој знае што му се Да. десило него моментот, луѓе. Да, се случува. Настап е се може да се случи. Може стомак го боли тие Така 15 е, минути, така толку е, е. така е. Затоа што вика, Да. као што викаш се дава втора, трета шанса. Али моментот на тоа да му дадеш на артистот шанса да ти се покаже уживо е многу важно. Да. Многу важно. Така да, ајде нека не доаѓаат ако не Не, се. па тоа викам е. сега. Не, да. Не, ќе да си правим муавет, ама сега дека треба нешто те молам тој да не чуеш. Не мораш, има луѓе доаѓаат, Така е, така Фала е. е. Може многу- од тие ќе никнат да, нови музичари. нови музичари. Тачно. Дај Боже. Да. Дај Боже, Боже, Боже. Да. Верници сте? Да. Илчо. Ја бев порано многу. Аха, И сега веќе почнав да се сомневам, ама добро е, позитивно сомневање. добро. Па обично верата почнува со сомневање. Да, кај мене контрапошта него. Да. Ба добро, добро. Добро, сега не навлегувам во што и како да, верувате. не мора. Не е толку страшно, нели, муаветот, пак е, религија, да кој знае што се дешава. Ли ми интимна работа е. Да, интимно. Интимно е Тоа добро. Сакам да кажам дека окей, не ми смета на пример. Да ми сметаат работи што се пример ако мојава религија е боле од твојата религија. Тоа не ми се свиѓа, сега можам да правам муавет со тебе ако не си од кај мене. Мислам. Да. Да. Тука се ствара сомнежот. Се ствара сомнежот кога невини луѓе умираат или не знам, сега да не отварам такви теми. Тоа е тука е сомнежот. Не е сомнежот во и дали има некој Да, таму. не да, знам. да. Има нешто сигурно. Сега, Да. Шо е? Појма немам. Не знам дали знае ни некој од овие што Е, па зборат. добро, да, кој као си го поима тоа. Да, да. Бог или што и да е како судбина сакаш или наречи го, да. виша ама- сила. Ни Да. треба Мене ми на е чудно сите. кога не верува некој ништо такво. Тоа ми е чудно. Да, Ја да. у тие не верувам. Ама сега Негде на средина Да. е предпоставам. И ги Знаеш има како, моци од тоа. животот те соочува со некои моменти и ситуации во кои што стварно сите ние сме искусили и сме рекле како можеш ова да се деси. да. Да. Тоа е буквално е тоа. Така. Има нешто дефинитивно, да. А ама не, и шо све е? што знаеме околу нас е објаснето со правила што ние сме си ги смислиле, така да автоматски функционира само за нас луѓето. Да. Ние кој знае колку работи не знаеме. Не па што си ги побиваме теориите на 100 години, така да сигурно има нешто поише. Има. Затоа што кажа, боже, затоа ми текна да го поставам прашањето. Така сум јас. Фристайл терапа. Се враќам на муабетот за музиката. Колку сте среќни со ноќниот живот во Скопје? Не сме срек. Нула. Не сме, нема кај да се иде навечер. Нема ни петок, ни сабота, ни понеделник, ни нема ништо за младите и младиве се навикнати пак по дома да седат и да не Да. излезат после еден. Или да излезат у некое несоодветно место, нели нормално. Да. И се да. поминува времето у коцкарници, пример. Например. Да, И тоа е реално. трагично, мислам. Да. Зборам, еве, ние кога сме пројале Непали пред нас луѓе, и сега дојде до тоа да рече да треба у сенатор да искачаме. Да. Тоа е малце не е ни кул. Барем Не. да беше фраерски, не е ни фраерски. Не. Нема дискотеки. Ја сам еве сега ради кочани така натаму, ама не дека ситуацијата претходно беше идеална, така да, Да. Апсолутно. правам муавет со колеги, збориме за 90-ти и 2000-ти, тоа било по 50 места ми кажуваат кај искачаме. Ваму имаше сега зграда има таму подром, ваму затворено. Угро на некој интервју гледав 2015-та лупам. Вика, па имаше пред некое време 120 клубови у Македонија. Што збориш? Ти знаеш дека доаѓале 120. на журки од цела бивша Југославија. Југославија. Да, у Да. Скопје се доаѓало на журкање, мислам, баш живееше градот. И како се организираат журките, ја мислам дека тоа е начинот зашто луѓето не ќе идат у клуб. Не може на подиум да има конјопој. Значи тоа треба подитно да се смени. Не може
ја да идам да играм у диско и некој да ми стои со конјопој тука вака го земал како насето. И сега со пијачката и ни игра, ни слуша музика, гледа. Значи гледај на страна, што седни си на шанк. Да. Уживај музика, окей, ама Така е. на страна. Така е. Идам да слушам музика, сам гледам бенд, сакам диџеј, така натаму, што и да има. Не може на подиум конјопој, тоа ми е пораз, искрено. Не играат децава толкова, не играат. Не може да играш, нема како да играш кога ти стои со масата Децава, тука. Како ќе се опуштиш? Да. Ки ти рече, што ме гураш? А он ти стои тука, ти. Да. Па поентата е да се гурнеме, за тоа е гужвата, за да се упознаеш, за да видиш некој да кажеш, ја ви извини или лупам. Да. Многу добар ти, бе. опен. Да. Ево те знам Те имам видена, да. Брат, Има фора. Сата ми се свиеше Маракана. У Маракана влегуваш, сите се свртени на кај бендот Апсолутно. и ти одиш, технички одиш на настап. Да. И сите идете за тоа. И автоматски цела група сте заедно дојдени. Вие имате цел да слушате музиката вечерта. Така И е. автоматски ќе се упознаеш. Пошто Да. идете за таа музика, на тоа место, Да. така да... И тачно тие луѓе што не сакаат, нели да играат, Да. се Си има, по да. страните си има. Или надвор на цигара и да. уживајте си, све Така супер. да, Така да... Ама тоа мора да се смени. Маракана ќе отворат пак, ја реновираат. Дај баш. Да? Кога? Да. Не знам кога, ама знам дека не знам од тие луѓе што ги контактирав, никој нема храброст да влезе внатре затоа што е реновирано и да види како тоа изгледа. Многу е изменето? Па не знам. Не Па знам. јако Дали што ќе го сватив, има да. тој дух истиот? Само шанкот дека бил дрвен. Друг газда, Друго да. дека- Ама да не откривам, останете по... Битно дека ќе отворат. Да. Сега. Значи Како само ќе нека биде, отварат места и поиша рок Да, места, зашто да, не можам да. веќе тупци Да. сегде. Да не Океј, биде- тоа, ама ми фали она рок место. Некако ми е Бе бендче да го Да. слушнеш да свират луѓето, да. најпријатно музика. ми е некако. Да. Вие активни поприлично? Да. Кај свирите, што свирите? Ајде, Борис. Јас сум се Он знае датум е много професионал добро. дел, да. Ајде, да. Дели посериозен е он. Да. Да. Сега на 14 февруари во Кубан коктел бар свириме. Добро. На Кеј. Тоа веќе немата све распродадено. Тоа е распродадено, да. Добро. Следната недела на 21 во Штип, па 21 март во Охрид, па 27 март во Љубљана. Океј, браво. После ќе има и други датуми, ама Кога во Штип? 21 Не бе 21 во Охрид, не? 21 март во Охрид. 21 февруари што. Запиши му ги. Не, треба да ги Све видам. се запишано. И голем концерт 5 август во Охрид на Антички. Најс. Тоа ќе биде интересно. Одлично. Свирите исклучиво ваша музика? Да. Само наш. Да. И на гости, ако има гости, ама некој Да. Одлично. И вака сега малце музичарски муабетов. Колку материјал имате временски? Сати нешто? Саат и пол имаме, онака да звучи кој што треба. Браво. А на пример со гости може до 2 сати. Тоа е тоа, значи спремни сте за концерт еден голем. Сега последниот у станица 4 пати некажано. Ја свириме И и сега усред продолжи песна, уште. бе. Вика, он завршува, нешто, публиката уште еднаш, на бис доаѓаме уште еднаш, вика. Викам, што Много се им се деси? Па добро. Ама убаво е, тоа е убаво, тоа е природен бис, така го гледам, како Да, баш. публиката сака, не сега диспландираш, Да. ки си идам, па Да. направи фора, барам, Да. Супер. Да. Така да, Вака си гледате како ви се шири публиката, па да. нели? Сега има некој од некажано наваму, има некој бранд. Да. Хайп, као. Да. Нешто има сега многу. Што? Што не следа и сега па се вратија. Тие највише ги сакам. Да, ја не Тие ги Кај? чекам живо да ги видам, да. Што беше работа, Да, зашто си од тие? Тоа ме нервира исто така, кога не ни веруваат луѓе, ама што да прават, пустите. Мислам сега. дека сега не е толку хајп колку што е Рихајп. такво е. Па сега више е доверба, сега е поише Да. го издржавте тестот или како и да го вика таа публиката, ама
си го тераш своето и после некое време луѓе почнуваат да те ценат зашто го правиш тоа што мислиш дека треба да го правиш, не како што ти кажуваат сите. А ние по тој пат одиме и не бркаме некој краткорочен успех. Така да чекор по чекор, све што треба. Се радувам за настапот во Љубљана. И убаво е да свирите надвор, убаво е да си ја ширите публиката, не мора да биде, нели? Нека не биде тука ограничена во Македонија, така да сега веќе има можност, навистина има можност да ве чујат поголем број. Интересира како ќе биде. Не знаме на кој јазик треба збориме во Словенија. Да. Англиски, дали српски, дали македонски. Македонски. Здраво. Ја ти ќе го разбереш словенецот? Има и словенци. Не знам што да чекам например. Ја не знам толку добро англиски. Ќе биде Hello, okay. How are you? Okay. Okay. You like? Very good. You like? Ќе Okay. кажете како сте поминале, затоа што и тоа е еден исто многу важен момент на тоа, на кршење на таа јазичната бариера, знаеш, да можеш да свириш и пееш на свој јазик, тоа да го осетат. Значи, музиката се чувствува, не е секогаш битен текстот. Мене лично, кажувам, на последно место ми е текстот. Ја прво морам да осетам музиката, па после. Така да не е многу тешко тоа да се, ако збориме за музика која што вреди. Да. Тогаш не е тешко да се скрши таа јазична бариера, ама ќе раскажете како сте поминале. Може и ќе обединиме Југославија пак. Баба ми каже сега. Боже. Баба ми сака да се врати Југославија. Сите мислам дека сака. Сите кои што живееле во Југославија, да. Да, и да биде пак едно цело све. Првиот чекор. Да, ама и не знам, Дина Јашари која беше последен пат, она зборуваше за тоа колку суштина колегите ќе видите веројатно кога идеш надвор од Македонија, колку постои таа љубов која што тогаш се негувала помеѓу тие бивши југословенски народи. Онако си твој си е, некако не знам. Добро, блиски сме сега по култура, по све. Да, ќе сватиш дека тие се твои луѓе, без разлика што се словенци, босанци, срби, не е битно. Наши луѓе се. Некако, не знам, чудно сме врзани. Чудно. Да. Добро, растани сме со такви серии, филмови и узречици од Гавриловиќ или од мајка ми што ми ги спомна. Така. Успомојчи трикови црна магија. Да. И други, ама така да блиско ти е, твое ти е, не е нешто кое што сакао да отидеш у Бразил, например. Да. Не е исто. Мада Бразил, добро. Го погодив? Бразил. Сам дека ќе загинеме таму. Добра, ајде вака пред крај. Неостварена желба, професионална зборам. Што би сакале да ја реализирате? Ја немам. Не? Не. Па неостварено да го извадиме следниот албум. Добро, па дајте, видиш, да тоа е супер. Да, добро, цело. Да. Така да чекор па чекор. Добро, а вака кога од прилика у план да? Па план е годинава. Кога? Не кажуваме. Не кажуваме зашто не знаеме. Да. Не дека нешто криеме, него немаме поима кога ќе се деси. Сакаме да биде кој што треба да биде, да не ги извадивме сите овие 30 песни сега ќе испоимал. Само дека има и некои такви, ама треба да има и нови. Супер. Да. Дечки останувате туку во Македонија? Да, со живење. Кајде? Па не добро. Нема опција за друго. Добро. Океј, мислам дека истеравме, немам поима колку траеме, колку и да траеме, беше супер. Фала ви што одвоивте време. Уште многу концерти и музика понатаму и нека се шири публикава. Дај Боже. Да. Фала ви. Фала пуно. Вам ви благодарам како и секој за вниманието. Веќе знаете, Сана на Ти, следите секој петок во 19 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Чао.